Добър ден, ученици! Аз съм професор по французски язик Анци Теодора, работам в гимназия Панчарски скуп. Днешна лекция ќе бива усогласување на партиципација со глагол avoir и замените за директен предмет. Кои се цели на часот? Ученикот да се способи да ја разбира употребата на замените за директен предмет и да ги применува истите. Да го разбира и применува усогласувањето на партиципација со глагол avoir со директниот предмет. Но прво да се подсетиме од што е составена една проста реченица. Имаме реченица Je mange la pomme. Од што е составена? Значи имаме je, предмет, mange, глагол, la pomme и директен предмет, le objet direct. Notre prof corrige le test. Notre prof, sujet, corrige, verbe и le test, objet direct. Како се припознава и како да се најде директен предмет во една реченица? За да се најде директен предмет, доволно да се постави прашање qui или quoi после глагол. Например, Je réveille mon bébé. Се поставува прашање Je réveille qui? Будам кого? Mon bébé. Моето бебе. Директен предмет. Je lave la voiture. Je lave quoi? La voiture. La voiture est dirigeant предмет. Il regarde quoi? Télévision. Elle lit un livre. Elle lit quoi? Un livre. Tu connais Christine. Tu connais qui? Christine. Кои се замените за директен предмет? Това се замените м, т, л, ла, nous, vous, les. Значи, il me regarde. Той мене ме гледа. Il te regarde. Той тебе те гледа. Il le regarde. Той го гледа. Il la regarde. Той ја гледа. Il nous regarde. Той нас не гледа. Il vous regarde. Той вас не гледа. Il les regarde. Той ги гледа. Кога имаме директен предмет во реченицата, таа исто може да се замени со соодветна заменка. Имаме прашање, tu vois la danseuse? Обично би одговорила на каков начин? Oui, je vois la danseuse. Меѓутоа, со цел да се избегне повторување на именката, се врши негова замена со соодветна заменка. Во овој случај имаме имека од женски род и ќе биде oui, je la vois. Tu vois les garçons? Tu vois les trains? Тука имаме две имеки од машки род, што значи дека ќе биде, може да се говори bien sûr, je le vois, или oui, je le vois. И гледате дека заменките доаѓаат пред глагол. Tu vois le jardin? Je le vois. Tu vois la dame? Je la vois. Tu vois les enfants? Tu vois les bateaux? И двете прашања се во множина, именките се во множина и ќе биде je les vois. Јас ги гледам. Je prends mon crayon. Ќе биде je le prends. Je prends ma veste, бидејќи тука е имека од женски род, ќе биде je la prends. J'ai mon stylo, je l'ai. J'ai ma veste, je l'ai. Je prends mes stylos, je les prends. Et je prends mes sandales, je les prends. И одиме услужување на партиципација со глагол avoir. На денешниот час ќе се задржаме само кај заменките од трето лице le, la, le, le. Имаме реченица во минато време во пасе композе, чиј глагол се менува со помошниот глагол avoir.
Бидејќи директниот предмет стои после глаголот, партисипот останува непроменет. Меѓутоа, кога треба да се направи замена со соодветна замета, во тој случај партисипот мора да се сложи со заменката. Во овој случај се додава наставка е за женски род. Одена други дни. Puis acheter les chaussures aux enfants. Les chaussures е од женски род множина, значи дека мора обавесно да се додаде е за женски род и с за множина. Jean a offert les fleurs à sa mère. И овде истиот случај, les fleurs од женски род множина и затоа партисипот добива наставка es. Pierre a présenté sa fiancée à ses parents. Pierre l'a présentée à ses parents. Vous avez prêté les stylos à Virginie. Во овој случај, les stylos е машки род множина, што значи дека партисипот ќе дојде само знак за множина es. Je les ai prêtés. Voilà. Всушност, со помош на партисипот може да се определи каква именка заменува заменката за директен предмет. Во овој случај, партисипот покажува дека именката е од женски род. Tu as envoyé une lettre à ton ami. Tu as prêté tes livres aux nouvelles élèves. Je les ai prêtés. Која е разлика меѓу овие две реченици? Il a salué tout le matin и il a salué tout le matin. Две исти реченици, меѓутоа се разликува по партисипот. Во првиот случај гледате дека немаме сложување. Значи дека заменката л е од машки род и се однесува на son collègue. Во вториот случај партисипот покажува дека заменката л е од женски род и се однесува на именката са и ја. И во третата реченица нормално наставката с покажува дека заменката ле се однесува на именка во множина машки род, во овој случај е les devoirs. Вака трансформација може да се примени и кај прашалните реченици со прашалните придатки ќел. Самата придатка ќел всушност покажува од кој род се именката и според нив може да се изврши сложување. Quelle parole a-t-il préféré? Quel point avez-vous développé? Quel tableau avez-vous choisi? Quelle robe a-t-elle porté? Etc. И под број 3, кога имаме релативната замена к, исто имаме сложување на партисипот. Со овој случај со именката. Значи имаме l'idée qu'il a eue, la maison qu'il a construite, l'image que tu as observée, les preuves que vous avez avancées, les arguments qu'il a développés, les exemples que j'ai donnés, les paroles qu'il a préférées, la voiture que nous avons vue. Гледате дека партисипите се сложуваат со имената. Имаме реченица, значи во passé composé, le singe a volé une femme, директниот предмет стои после глаголот и нормално партисипот останува непроменет. Меѓутоа, la femme que le singe a volé, во овој случај партисипот мора да се сложува со la femme. Les singes ont volé 3 pommes. Les pommes que le singe a volées sont rouges. Тук имаме нов подмет, значи les pommes que, и во овој случај партисипот мора да се сложува. Еве други примери. La blague que son ami a envoyée était très amusante. La salade que vous nous avez préparée était délicieuse. Les disques que j'ai insérés dans le lecteur sont inaudibles. Les fautes qu'il m'a corrigées sont innombrables.
Le chat a mangé la souris. Колко да се подсетиме, значи на каков начин се припознава делитниот предмет со поставување на прашање quoi. Le chat a mangé quoi? La souris. Međutim, la souris que le chat a mangée était blanche. J'ai vu une petite fille ravissante chez les voisins. Évidemment, la petite fille que j'ai vue chez les voisins est ravissante. Quelle voiture les Durand ont-ils acheté? C'est la marque qu'ils ont choisie. Elle a pris des photos des paysages très différentes. Les photos que j'ai inscrites au множина qu'il a prises sont superbes. Мора да се изврши сложно. Може да ги посетите следните линкови за увежбување на ова граматичка партија. C'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention. Bonne journée.